добра со отворените листи, тоа е што во тој систем може да се воспостави систем на отчетност и на одговорност, затоа што ако некој не го исполни тоа што го ветил и во рок, и со квалитет, и на било кој начин, прво тој треба, ако има морал и етика, нели? Ако има морал и етика, тамиот да каже, луѓе, не можам јас ова. Не успеав да се извинувам. Ако не така, тогаш луѓето имаат можност, имаат механизам да се соберат, да му изгласаат недоверба и да кажат фала ти многу, следниот нека дојде, а ти што не си како што треба, те отповикуваме. И тогаш ќе размислуваат многу добро сите пратеници и советници на општина, дали ќе ги исполнат, што ќе ветат како прво и дали ќе го исполнат тоа или не. Значи, ако добро сваќам, тоа е механизам на локални референдуми? Не е тоа механизам на локални референдуми, извини, тоа е механизам каде што граѓаните гласаат за личност. Така? Тој пратеник или советник е свесен дека станал пратеник со гласовите на народ, на гласачите. Односно, колку гласови ќе собере. Еве да кажеме сега, ајде да кажем најкратко што може, како да функционира тие што не знаат, макар што мислам дека веќе многу знаат, сум го објаснил тоа. Луѓето, кандидатите на листите, дали се тоа пратенички или советнички, се најчесто се поставуваат по азбучен ред. И пратеник или советник станува тој кој што ќе добие најмногу гласови лични. Значи луѓето гласаат за личност. И кој ќе собере најмногу гласови од било кое место на листата, оди најмногу гласови на првите, после второ, трето и тие поред колку што